Години назад овој недостаток на деца, градинки за деца е огромен. Последниве 10 години посебно, секогаш се зборува дека недостасуваат детски градинки. Ова е еден почеток каде што се заложивме како општина Прилеп и Министерството за труд и социјална политика да се направи ова градинка која што се згрижува околу 100 деца. А знам дека наред чекаат околу 400 дечиња кои што треба да бидат згрижени. И во оваа прилика сакам да истакнам дека во постапка е техничка документација, проектна документација за изградба на нова детска градинка во населбата Точила, каде што и во мојата предизборна кампања ја ветив. Мислам дека во текот на оваа година ќе биде направена таа комплетна техничка проектна документација и следната година ќе биде направена градинката. Капиталните инвестиции во Министерството за труд и социјална политика наменети за детска и социјална заштита се видливи во буџетот. Реализацијата на сите овие градинки кои што извинатото ги отворивме, веќе ги следите како медиуми. Следете дека во наредните 2 недели ќе имаме уште неколку отварања на градинки. Нашиот фокус е рамномерен регионален развој. Поголем фокус даваме на руралните општини, затоа што во Македонија тој дел беше запуштен. Децата од руралните средини и од посиромашните семејства имаа помалку пристап до детски градинки. Тоа сега го правиме праведно, како што треба една држава која што се вели дека е социјална да постапува, но исто така сите општини добија повик уште во ноември 2017 година, на кој што Министерството ги повика сите што имаат спремна техничка документација, готови проекти, легализиран простор да аплицираат во Министерството за труд и социјална политика и владата ќе изнајде начин како да го финансира секој проект. Имаме готови и спремни проекти во 18 општини, кои што делумно ќе се финансираат од буџет на Република Македонија, дел ќе се финансираат од ТАФ. Тоа го најави и премиерот и навистина ни е важно да сите инвестиции кои што се прават во детска заштита бидат квалитетни, навремени и да навистина се стремиме кон зголемување на опфатот. Ова е долгорочен проблем, најголем дел од објектите кои што се изградени се од едно претходно време и тие се тие квалитетни објекти, се друго е мал проширен опфат или капацитет во детските градинки. Ние се стремиме кон тоа да реализираме нови објекти целосно и само такви отвараме. Се друго е по 1-2 просторички кои што претходната власт ги правила, затоа што јас навистина тоа што го следаме дека не се зголемува опфатот на деца, а цело време се отвара некои детски градинки. Тоа не го правиме и гледате дека таму каде што е реализиран е проектот завршен, тогаш го отвараме. Никакви партиски примања. Ние имаме листа од 500 деца кои стојат јавно. Секој може да ги види и на тоа пишува име и телефонски број. И секој од родителот кога ќе дојди, толку што е среќен дека ќе му биде детето запишано, го грешава бројот. И ние за да го знаеме кој е, го пишуваме името, например Милош со тој телефонски број. Малце градинки е многу деца си. За првото дете многу чека. 2 години. Знаеме дека имаше многу гужви, многу чекање, запишување. Така се надевам дека забрзо ќе се реши проблемот, пошто ете уште една има градинка нова.